Како што кажавме, Малишевско се игра зарамо, Копачка се игра изгаси. Игра се балцер. Уште начај. Значи, како што кажавме, Копачка се игра за појас, Малишевско се игра зарамо и другите традиционални ора што ги објаснивме со свиени во лактите во висина на рамињата. Ја мислам дека со овој дел овде можеме да заокружиме делот ората што ги игравме. Сега го поканувам магистарот по музичка уметност, колегата нека повели, значи да продолжи со неговиот дел. Добар ден. Некои ученици веќе ме познавате, другите јас сум Дана Манов, предавам музичко образование во училиштето Ванчо Пркија. Денес темата ни е насочена кон народното творештво, народните музички инструменти, народни ора, кои што ги работите вие до сега. Повеќе ќе се задржиме на народните музички инструменти. Како прво, да ве прашам, што? Обвини. Добро. Кој инструмент беше? Можете да... Дај. Добро. Што подразбирате под терминот народно творештво? Нешто што го создал народот во минатото. Што се е создал народот во минатото? Може ли да направим? Народни носи, кои што ги имате тука изложени, така, народни музички инструменти. Друго? Песни, ора. Секој еден народ има богата народна култура, народни обичаи, народна традиција. Секој народ се разликува по својата народна култура, народни обичаи. Но напротив, по тоа што се разликува, не треба нас да не прави поделени на различни страни, туку напротив треба вие да се стремите кон тоа да ги изучувате народните традиции, народните обичаи на другите народи, да ги запознавате. Така? Денес ќе се запознаваме со неколку инструменти, наши, македонски, но и инструменти кои што потекнуваат од различни етникуми кои што живеат тука во нашиот град. Народните инструменти се биле важен дел од животот на народот во минатото, но и сега. Били изработувани од какви материјали? Што мислите? Од дрво? Добро. Кожа. Добро, значи со материјали кои што можеле луѓето да ги најдат веќе готови во природа. Така ли? Кожа, дрво и така натаму. Првиот инструмент тапан. Тапан. Дојди, Адриан, може ли да дојдеш? Чека сега. Тапан да би извадих. Пуштаме од тука од буците, пробај. Нека се намести. Може. Ајде, одиме прво, нека они кажуват што слушат. Кажете. Значи ова е кој инструмент? Дајрето, лесно препознатив инструмент, кој што е застапен во староградската народна музика. Зурла и тапан. Инструменти кои што се често застапени во македонската народна музика и се карактеристични за западниот дел на нашата држава. Значи, зурлата и тапанот идат во... Ај, сега да видиме дечиња. Така, или шупелка.
Или Дудук. Дудук. Правилното име е Дудук. Айде, следен инструмент. Дай да нема интернет, може да се отапано да Добро. Сотопан? Да. Мисля дека е спремен. Добро. Ќе послушнат звука да паметни ептен народен, изворен. Тапане. Што треба да знаеме или што веќе вие знаете за инструментот тапане? Дека спаѓа во групата на ударни инструменти. Така, од кожа и од дрво. Имаме дрвен обрч, кој што најчесто се изработува од орелово дрво, на кој што обрч имаме затегнати две мембрани, мембрана која што е изработена од кожа, штавена овча кожа, и гледате дека обрчите се обтегнати со голем број на дрвки кои што ја обтегаат кожата и даваат цврстина за да можеме да имаме убав тон на тапане. Адриан ќе ви демонстрира само на кратко, чисто да го слушнат звукот на тапан. Добро. Да продолжим со другите инструменти или да... Па да, може да. Со саксофон? Да направиме... Браво, јас сум Ари. Ари. Ова е Адриан. Добро. Сега ќе... Ќе демонстрираме една македонска песна до две. Можеме да... Значи по етникумите ќе одиме, Да. што знаеме ќе играме, што знаеме ќе пееме, сето тоа што го изучивме на оваа завршница да го склопиме, да бидеме значи сите воедно. Повелете, професоре. Бидејќи ги гледам поголем дел се девојчиња, ќе направиме на македонска оваа песна. Ајде, Македонско девојче. Ја знаат сите. Ќе направиш. Ајде.
директно